Економијата е оставена во лоша состојба, па затоа новата влада треба да се зафати со суштински реформи. Дел од аналитичарите со препораки пред усвојувањето на буџетот за до година. Дел од нив велат дека Македонија најчесто има слично ниво на раст како и нашиот најголем трговски партнер Германија, која се уште е во криза. Сметаат дека до година геополитичките ризици остануваат, инфлацијата забавува, но реформите и борбата со корупцијата можат да дадат ефекти. Ако продолжиме на овој начин, како што функционираме до сега, растот никогаш нема да надмине 2,2% до 4%. Тоа беше прогнозата согласно моделот на Денфер. Ако промениме пред се неформалната економија дава најголем раст. Значи економските реформи веќе 30 до 50% од растот го зголемуваат во првите 3 години. По вторите 4, 5, 6 години институциите и владењето на правот. И растот веќе после 8-та, 7-та година се дуплира, односно веќе надминува да ги добиваме осекуваните 5%. Професорот Борче Треновски, кој неделава учествуваше на конференција за фискална одржливост во Тирана, порача дека Македонија е зрела за даночна реформа. Тој смета дека владата треба сериозно да се зафати со намалување на сивата економија, а тоа значи и вработување на повеќе инспектори, да размисли дали ќе посегне по зголемување на одредени даноци и дополнително да ги намали преголемите даночни ослободувања и олеснувања. Кога викаме реформа, зборуваме за 40, 50, 60 мерки по сите сектори. Тука зборуваме во делот на воведување на нови даноци, поврзани со нови современи даноци на имот, карбон даноци, даноци поврзани со акцизите и тутунот, даноци поврзани со луксузни добра и други видови на даноци кои можеме да го современиме системот. Кој имаме втората работа? Олеснување имаме бројни и комплицирани имаме се уште даночен систем. Тој мора да го поедноставиме, да ги намалиме олеснувањата, да прошириме нашата даночна база. Имаме уште еден проблем, собирањето на нашите даноци. Имаме стотици милиони несоберени. Се додека социјалните трансфери зафаќаат огромен дел од буџетот, економскиот развој ќе биде лимитиран, бидејќи нема голем простор за маневар при користењето на парите. Зголемувањата на платите и пензиите го оптоваруваат буџетот, но капиталните инвестиции мора да се реализираат, алармираат аналитичарите, бидејќи во моментов тие не даваат ефекти, односно го потиснуваат намесно да го поттикнат приватниот сектор. Бизнисите имаат инвестициски циклуси до максимум година и пол, само поради политичката несигурност и честите промени. Кратење на буџетите мора да има во сите министерства, вели Треновски. Тоа ќе биде непопуларна мерка, меѓутоа ќе мора конечно ефикасно да се направи. Реформата за која се зборуваше, тоа може да се направи по министерства. Кога конечно вие ќе знаете со кој расход што треба да се оствари, вие ќе знаете дали го исполнил тоа и дали истиот дава резултати или треба да се скрати. Ние се уште не знаеме, се уште се бориме за поголеми расходи, а никој не ги гледа резултатите од тие расходи. Што е направено? Каква вредност за пари има од определен расход или определена мерка која е направена. Треба да има и одговорност од надлежното министерство за истото, ако ја спровело мерката нема резултати, и ако не е добра, истата може да се намали, да се скрати, да се пренасочи расходот и така натаму. Министерството за финансии ги прави последните пресметки за буџетот за 2025 година. Министерката Димитриевска Кочовска најави дека очекува 3,5% раст до година и 4% дефицит. Уверува дека економијата ќе ја поттикнат инвестициите, а не потрошувачката. Во стратегијата за јавен долг се планира тој да се намали до соодветно ниво од 60% од БДП до крајот на 2029 година.